Општина Аеродром за прв пат по подолг период истовремено работи на реализација на два капитални проекти. Доградба на Општинското основно училиште Блаже Конески во Мичурин и на детската градинка Изворче во Стар Аеродром, информираат од Општината. Веде градоначалникот на Аеродром Дејан Митевски денеска изврши увид на двата објекта, при што од тимовите кои интензивно работат на двете локации беше информиран дека градежните активности се одвиваат според предвидената динамика. Инаку станува збор за исклучително значајни проекти за жителите на Мичурин и на Стар Аеродром. Објектот Изворче во рамките на детската градинка Срничка, што е изграден во 70-тите години на минатиот век и каде што во моментов се запишани околу 280 деца. За прв пат добива целосно нов лик и проширување на згрижувачките капацитети за плюс 170 деца, со што се очекува листите за упис да станат минато, соопштија од Општина Аеродром. Градежните активности се одвиваат според утврдената динамика во основното училиште Блаже Конески во Мичурин. Ова е едно од најстарите училишта во Аеродром, изградено пред 70 години. Конечно прераснува во современ објект. Проектот се спроведува во две фази, при што ќе бидат изградени дополнителни 10 училници и 8 кабинети по предметна настава, како и други простории со различни намени. Остануваме посветени на подобрување и осовременување на постојните згрижувачки и воспитно-образовни установи, а веќе се работи на подготовка на документацијата за отпочнување на проекти за изградба на нови градинки на територијата на општината, порача од локалната самоуправа. Екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на вчерашниот ден подигнале и транспортирале 45 кубни метри непрописно одложен отпад од картонски пакувања во скопските општини Киселавода, Центар и Чаир, извести Комунална хигиена Скопје. Во општината Киселавода е интервенирано на улиците Фредрик Шопен, Димо Хаджи Димов и Томе Харсовски, каде што се подигнати вкупно 20 кубни метри отпад од картонски пакувања, одложени на јавни површини. Во Чаир се отстранети 10 кубни метри непрописно одложен отпад на улицата Цветан Димов, додека во општината Центар е интервенирано на неколку локации долж булеварот Партизански одреди, каде што се расчистени вкупно 15 кубни метри картонски отпад одложен на тревни и сообраќајни површини, соопшти Комунална хигиена Скопје. Општина Центар донесени за препораки кои основните општински училишта имаат прифатено да ги спроведуваат со цел зголемување на безбедноста на учениците и подобрување на образовниот процес во центарските училишта, информираше првиот човек на општина Центар Горан Герасимовски. Сите основни училишта на територија на општината прифатија да се забрани користење на мобилните телефони од почеток до крај на наставата, а носењето на втор мобилен телефон да биде одземен и вратен на родителот. Со оглед на случувањата во последниот период кои резултираат со повреди на самите ученици, односно имитирање на апликации како TikTok и други, да се подигне безбедноста во училиштето на повисоко ниво, истакна Герасимовски. Препораките за забрана на користење на мобилните телефони се прифатени и во образовниот процес во дел од европските земји. Истражувањата на кои се повикува УНЕСКО покажуваат дека мобилните телефони го одвлекуваат вниманието на учениците, имаат особено негативно влијание врз децата кои имаат потешкоти во учењето. Дополнително, децата повеќе разговараат меѓусебно и се дружат, што ја поттикнува социјалната интеракција. Општина Центар ќе продолжи да работи на подобрување на условите за едукација и воспитување на младите, обезбедувајќи балансирано и здраво опкружување за нивниот развој, посочи Герасимовски. Во услови на сериозна економска криза, општина Газибаба во изминатите 3 години преку најразлични мерки подаде рака на своите жители и 54 милиони денари ги врати директно на сметка на граѓаните. Субвенции за велосипеди, инвертер, клима уреди, печки на пелети, електрични тротинети, соларни колектори, чистење на оджаци и субвенции за вградување на уреди за течен нафтен газ во возилата се мерките од областа на животната средина преку кои вративме средства директно кон граѓаните, информира градоначалникот на општина Газибаба Бубан Стефковски. Еднократна парична помош за секое новороденче, еднократна помош за секое прваче, еднократна помош за семејства кои се соочиле со несреќа и болест, финансиска поддршка за семејства во социјален ризик и финансиска поддршка за пензионерите со ниски пензии, се мерките од областа на социјалната заштита преку кои вративме средства директно кон граѓаните, информираше првиот човек на Газибаба.
Изминатите 3 години преку нашето одговорно, посветено и честно работење покажавме дека постоиме за граѓаните, напиша Стевковски на социјалните мрежи. Општина Газибаба и оваа година продолжува со имплементација на програмите за субвенционирање на граѓаните и социјална заштита, преку кои ќе продолжи трендот на враќање на средства од општинскиот буџет кон граѓаните, информираат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски информираше дека во завршна фаза е изградбата на современа сензорна соба, простор кој ќе овозможи подобри услови за работа и поддршка на дечињата со попреченост. Покрај оваа значајна инвестиција во истото училиште, во брзо време ќе се реализира и целосна промена на старите подови во училниците со површина од 165 метри квадратни, како и поставување на нови врати. Овие активности се дел од нашата заложба за унапредување на условите за образование и благосостојба на учениците, напиша Стојковски на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја